Вести на Слободна ТВ. Директорите на јавното предпријатие улици и патишта Борис Настов на ЈСП Турс, Филип Василевски на јавното предпријатие за благосостоба на животните Скитници Лајка Скопје, Војслав Димитровски денеска дадоа оставки од функциите поради како што велат немањето координација и соработка со градоначалничката на град Скопје Данела Арсовска. Како причина за оставките се наведува немањето поддршка од градот и дека поради ова реализацијата на проектите не се одвива според очекувањата на граѓаните. Претходните денови оставки дадоа и директорите на градски паркинг Скопје Бојан Христовски и на јавното предпријатие Дрисла Јане Мицевски, откако беше разрешен ВД директорот на јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје Златко Перински. По меѓусебните обвинувања за тендери, пари, влијание, неработа и криминал кулминираше кавгата меѓу лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски и градоначалничката на Скопје Данела Арсовска. Тендер вреден 136 милиони евра е причината за кавгата помеѓу кадрите на Мицковски, тврди денеска владеачката СДСМ. Сега Мицковски пред граѓаните треба да каже која е неговата улога во тендерот вреден 136 милиони евра за пречистителната станица. По една година локалните избори се покажа вистинското лице на Мицковски и ВМРО ДПМН во Скопје, како и во општините на главниот град, велат од СДСМ, каде побара од надлежните да ги истражат сомнежите за криминалот. ВМРО ДПМН пак денеска е повика градоначалничката Арсовска своите фрустрации да не ги истура врз недолжните луѓе вработени во јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје. Најавата за отпуштање на 100 лица, од кои дел се наследени од претходното раководство и работат честно веќе 2 и повеќе години, е крајно безсмислен и неразумен потег, велат од неголемата опозицијска партија. Партијата Левица поднесе кривична пријава против председателот на Собранието Талат Џафери заради спречувањето на референдумот. Од правниот сектор на политичката партија Левица наведува дека Џафери своеволно и спротивно на уставот, законот и деловникот го оневозможил спроведувањето на граѓанската иницијатива на државно ниво за собирање на 150.000 потписи за распишување задолжителен дополнителен референдум за законот за ратификација на договорот за добрососедство со Бугарија. Од Левица потенцира дека Џафери сторил тешко кривично дело против изборниот систем, спречување на избори и гласање, казниво по членот 158 став 1 од кривичниот законник, кој предвидува минимална затворска казна од најмалку 3 години. Пред 2 дена председателот на Собранието Талат Џафери ја одби иницијативата за распишување референдум поднесена од ВМРО ДПМН со образложение дека е неуставна, односно дека според членот 118 од Уставот меѓународните договори не можат да бидат менувани со закон. Државниот јавен обвинител Љубомир Јовевски изјави дека за дисциплинската постапка за шефицата на основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција Вилма Русковска треба да се обезбедат определени докази и за нив да се изјаснат обвинителите опфатени во постапката. Потврдењето на обвинителката Русковска дека 4 години не бил направен надзор на работата на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, Јовевски рече дека подолго време не е направен надзор не само во тоа обвинителство, туку и во други, имајќи ги во предвид состојбите со COVID-19. Републичкиот јавен обвинител врз основа на членот 81 од Законот за јавно обвинителство минатиот месец донесе решение за оддалечување од функцијата на шефицата на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција Вилма Русковска, додека трае кривичната постапка поведена по поднесената кривична пријава против неа, а по претресот во управата за финансиска полиција од страна на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Председателот на Европската комисија Урсула фон дер Лајен изјави дека рускиот председател Владимир Путин треба да биде суден пред меѓународниот суд за војни злосторства извршени во Украина. Таа за германскиот весник Билд изјавила дека Путин мора да ја загуби оваа војна, истакнувајќи дека нема сомнеш дека во Украина се извршени војни злосторства од почетокот на руската инвазија на крајот од февруари. Фон дер Лајен, која вчера по трет пат беше во посета на Украина, во интервјуто за Билд кажа дека го поддржува собирањето докази за постапката пред меѓународниот суд на правдата. Запрашана за веројатноста Путин еден ден да биде изведен пред меѓународната правда, таа одговорила дека лично мисли дека тоа е можно.
Ќе имаш тешки денови, недели, месеци. Вака гласи заканувачката порака која министерот за внатрешни работи на Косово Джежель Свечља му ја упати на српскиот председател Вучич во остварувањето на неговите планови во однос на Косово. Одговарајќи на вчерашната изјава на Вучич дека Србија нема да дозволи да ѝ се одземе парче земја, Свечља на неговата страница на Facebook напише дека стабилноста на територијата на Косово ќе продолжи да јакне уште повеќе. Председателот на Србија изјавата ја даде на одбележувањето на Денот на единството, слободата и знамето на Србија, додека косовскиот прв полицаец му порача дека ќе има тешки денови, недели и месеци во остварувањето на неговите намери. Ова беа најновите вести на Слободна ТВ.